Расчистена 11-годишната непријатна гледка и уште понепријатна миризба, која беше резултат на човечката елементарна култура со фрлање отпад во густо населено место. Одделението за комунални работи при општина Кучани деновиве работеше на расчистување на дивата депонија, која беше проблем за жителите во населбата Трајаново Трло. За несовесно однесување и загадување на животната средина предвидени се соодветни казнени мерки. Љубица и Зорка посебно задоволни што нивната упорност, која траела долго, конечно допрела до општината. Тука се соочуваме со овие гадути, можам да кажам, народно наше, со алергии, со сите смрдлави, со болести. Сега може да се каже дека сме задоволни, ама ако остане така, милион пати. Секојдневно и се расправаме и јас секогаш велам од луѓе не направија не луѓе. Ние почнавме со сите буквално да се расправаме со луѓето, буквално пред вратата ти истура и секогаш и со агресии од нивна страна и многу пати на ќотек се нафалат. Луѓе има што са... Кога реагирате вие? Да, кога ние реагираме. Задоволна сум од ова моменталната ситуација, а мојот апел до сите граѓани е да престанат со изфрлање на шут или било каков смет, да и ова населба малку добие лик на една урбана средина и место достојно за живење. Иначе, последниве 10 години, можеби, 11, се изфрлаше буквално и урбано ѓубре, комунален смет, се одложува умрени животни и се ширеше неподнослива смрадеја. Тие вела дека посебно на лето не можеле слободно да уживаат во нивните дворови поради гнасната миризба која се ширела од депонијата. Граѓаните кои ги затековме рекоа дека најголемиот проблем е решен, но позадоволни би биле ако од ова место се направи парк, каде ќе го поминуваат времето со нивните деца и внуци. Инаку комуналниот и градежниот отпад и шутот се собираат на градската депонија на патот кон Пониква.